не ги ја кажувам јас својата мата. Не ќе сватиш што е болка јака, не ќе искушаш ниту сватиш. Најновата збирка поезија од туѓиност на поетот Методи Бојаджиски синоќа на свечен начин беше промовирана во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Настанот предизвика големо внимание кај љубителите на овој вид уметност, кај критиката, но и граѓани. Критички осврт на туѓиност имаше Трајче Кацаров. Ја мислам дека неговата поезија е резултат на можеби на некоја романтична душа кај себе, можеби на некој закаснат романтизм, можеби тој живее во некое време во кое што романтизмот се уште верува на речта, на зборот, на она со кое што може да служи одредени стереотипи. Тука, баш поради тоа, ќе видите, он живее во еден друг свет. Ако се сложиме со тоа дека поезијата е врв на мислата, тогаш ќе кажеме, а може и да заклучувам, на Бојаджиски не треба да гледаме како на поет, туку пред се како на мислител. Авторот Бојаджиски за својата најнова книга штедеше зборови, оставајќи ги коментарите, импресиите на присутните, но и на читателите. Благодарам на присуството на сите. Јас не сум толку сладкоречив како Трајче Кацаров. Сум милозвучен како Искра, како Генија, како Тања. Благодарам, се надевам дека имам доволно емоции за наредна збирка, како Господ ќе даде така, и се надевам ќе се видим пак, а сега пак може да уживаме уште на Искра. Ова е второ авторско дело на Методи Бојаджиски, кој успеа да се наметне како креативен автор, кој на оригинален, но прифатлив начин се доближува до секој читател, пренесувајќи силни импресии. Бојаджиски живее и работи во САД, но силно е поврзан со својата татковина, а особено со родниот Штип.